Внатре во конгресната сала Хантингтон Плейс, претходно како Кобо центарот, кој беше домаќин на сајмот за автомобили во Детройт со децении, оваа година има помалку светла, помалку камери и помалку акција. Джеф Гилберт известува за автомобилската индустрија за локалното радио во Детройт, WWJ. Тој присуствува на меѓународниот сајм за автомобили во Детройт повеќе од 30 години и вели дека овогодинешниот настан се базира на тоа како технологијата го менува начинот на кој производителите на автомобили продаваат нови производи. Интернетот ни овозможува на производителите на автомобили повеќе опции за возила, додека на производителите на автомобили им е јасно дека деновите со представување на нови 20 автомобили на едно место повеќе не го добивате вниманието за индивидуалниот производ. Гилберт вели дека во денешното шоу се фокусира помалку на меѓународните брендови, а повеќе на традиционалните американски производители на автомобили, како Big 3 на Ford, General Motors и Stellantis, кои меѓу другите ги поседуваат марките на Chrysler, Dodge и Jeep. Порано луѓето доаѓа од целиот свет за да видат нови возила. Toyota е единствениот производител кој не е во Детройт, а кој има свој штанд. Нема толку многу гламур сега. Џон Стенберг е специјалист за Toyota. Тој вели дека сајмот за автомобили во Детройт и овозможува на Toyota не само да ги покаже своите нови возила, туку и да ја демонстрира својата инвестиција во домашното производство на САД. Имаме 10 производствени погони во САД. Од сите Toyota што ги продаваме во нашите застапници, повеќе од половина, околу 55% се произведени во САД. Даун Макензи, менаџерка за комуникации за камионети на Форд, вели дека откривањето на нови производи онлайн му дава на производителот од Мичиген поголема слобода да обезбеди други искуства на автосалонот, како тест возење во нов електричен камионет или автомобил. Гледаме производители, особено ние во Форд, како прават некои поинакви работи поврзани со поминатото време во автосалонот. А тоа можеби и не е толку многу нагласено на пресконференциите. Додека некои производители на автомобили се уште одржуваат пресконференции, Макензи вели дека фокусот на Форд е на стотиците илјади потенцијални клиенти кои го посетуваат сајмот. Потрошувачите се уште сакаат да одат на сајми за автомобили и да ги погледнат возилата одблизу, да седнат во нив, да погледнат наоколу, да споредуваат. На интернет ништо тоа не е возможно. Сајмот за автомобили во Детройт постои од 1899 година, но Стенберг од Toyota вели дека нејзините блескави изданија на производи се минато. Но во секој случај, настанот во Детройт и други слични низ целата земја нема да исчезна наскоро. Сепак, 50 милиони луѓе годишно доаѓаат на сајми за автомобили, така што има одлична можност. Сајмот за автомобили во Детройт во 2022 година привлече околу половина повеќе посетители отколку во 2019-та пред пандемијата. Но организаторите очекуваат севкупно зголемување на посетеноста оваа година.